Од март годинава грчките острови и Северна Грција беа сведоци на пристигнувањето на голем број мигранти и бегалци од Блискиот Исток, чиј број е значително повисок во споредба со истиот период минатата година. Повеќето грци изразуваат страхување дека големиот прилив на бегалци, како оној од јули 2015 до март 2016 година, ќе го блокира економското закрепнување на земјата, кое се базира врз намалување на трошоците и на социјалните бенефиции. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, αντί να σταματάει αυτή η εισρωή στην Ελλάδα από τους πρόσφυγες, δυστυχώς μεγαλώνει και αυτό έχει σαν αντίκτυπο η Ελλάδα, επειδή δεν είναι πολύ δυνατή στην οικονομία της, σιγά σιγά να κλατάρει. Од втората половина на минатата година многу бегалски кампови во близина на пристаништата и во градовите се преселени во предградијата со цел смирување на нервозните грци. Но жителите стравуваат дека бегалците пак ќе се сместуваат во близина на пристаништата поради пренатрупаните кампови во предградијата. Томас, собственик на фарма, вели: Ναι, πιο καλά είναι, αλλά είναι πάρα πολλοί μένουν εκεί και δεν μπορεί να έχει τόσο κόσμο εκεί μέσα. Ναι. Η Τουρκία έχει ανοίξει τα σύνορα η Τουρκία και στέλνει συνεχώς. На 22 април избувнаа судири меѓу барателите на азил и групи локални жители на островот Лесбос. Тоа беше еден од најсериозните изливи на насилство на овој остров во изминативе неколку месеци. Локалните жители протестираа против група од околу 200 бегалци и мигранти кои кампуваа со денови на главниот плоштад на шеталиштето на островот. Барателите на азил демонстрираа против условите во кампот на островот и одложувањата во барањата за азил. Лесбос беше главната порта во Европа за речиси милион бегалци и мигранти во 2015 година. Во тамошниот главен камп Морија има двојно поголем број луѓе од она што го дозволуваат условите. Во кампот честопати доаѓа до насилства и протести.